Родителите и лицата со Даунов синдром секојдневно се борат за своите права. Нивните напори се почесто завршуваат со успех. Анче Николова Туфекчиева, председател на Сдруженијето за помош и подршка на лицата со Даунов синдром Вера од Струмица и родител на дете со Даунов синдром, вели дека состојбата на овие лица се повеќе се подобрува. Според неа, тие се почесто се прифатени во општеството и ги уживаат основните човекови права. Од 2007 од кога е родена Верче до сега мислам дека работите одат во подобар поглед, затоа што некои работи се мрдна едноставно од мртвата точка. Бараме, ние родителите мораме да бидеме гласни за да ги бараме правата на нашите деца, да бидат инклузирани во општеството во кое што живеат, да имаат право на бесплатна медицинска помош, да имаат право на инклузивно образование, нели во редовно образование, во градинка, да ги едноставно да ги имаат правата од социјална заштита и мислам дека до некоја точка се подобрени. Последните 2 години Струмица е општина во која што лицата со попреченост далеку со подобар живот, да кажем, затоа што од секогаш општината имаше слух за нашите деца. Минатата година и оваа, по пример на Струмица, оваа година ни сите општини се воведоа личните и образовните асистенти. Во моментов во Струмица многу деца имаат со попреченост имаат асистенти. Ние имаме 2, персонален и образовен. Сум задоволна затоа што ние родителите на некој начин сме растеретени од врската додека детето е во училиште. Семејството Туфекчиеви повеќе од 10 години се соочува со падови и успеси. Нивната борба ќе продолжи и понатаму, за себе и за правата на сите лица со Даунов синдром. Има и борба, но има и институции кои што едноставно ти го сваќаат проблемот и сакаат да помогнат. Во нашите 10,5 години од кога живееме, нели, од како Верче се роди, имавме доста падови и успони, да кажем, затоа што често пати таа беше болна, па добивавме медицинска помош, но стигнувавме и до Скопје поради низиниот намален имунитет. Да кажем дека проблеми за образованието немавме, затоа што кога сакавме да запишеме во редовно образование, вратите ни беа широко отворени, иако самата институција за прв пат се сретна со такво дете. И мислам дека го одиме патот за идните генерации, дека се бориме да ги оствариме нашите права и да дадеме пример на децата кои што ќе се родат по нас. Светскиот ден на лицата со Даунов синдром се одбележува секоја година на 21 март. Дауновиот синдром е хромозомопатија која се јавува на 21-виот хромозом и кај лицата со оваа болест наместо 2 има 3 хромозоми. Во Македонија нема официјална статистика за лицата со Даунов синдром.